Етничката и политичката дискриминација и понатаму остануваат на врвот на негативните појави кај нас како општество што се залага за демократија, но последниве години се повеќе се детектира и половата дискриминација, посебно во приватните фирми, потенцираше во Пехчево Душко Миновски на отворените денови со Комисијата за заштита од дискриминација. Во приватниот сектор не е некако херметички затворен се уште. Исто имаме состојба, особено оние интервјуа првично при самото интервјуирање за работа, дали сте во врска, дали сте мажена, ќе раѓате едно дете, колку деца, со кое право. Никој нема такво право, бидејќи законот обезбедува замена. Сепак преќутно во малите средини се провлекува дискриминацијата по основ на хендикеп. Во училиштата не се доволни секогаш само пристапни рампи до училиштата. Лицата со хендикеп не се во можност да одат на повисоките спратови и да следат кабинетска настава. Одговорот беше дека па сега за едно дете нешто да се прави, значи многу трошок ќе се направи, а едно дете е тоа што треба да биде услужено. Значи не треба да се чека критична маса и тоа едно дете требаше да му се пружи шанса. На Иван му се пружи шанса. Значи наставниците идеа во неговиот дом, он полагаше испити, заврши осмолетка, заврши и средно образование. Во Пехчево како мултиетничка средина нема етничка дискриминација, тврди градоначалникот Поповски. Процентот на вработени во комуналните предпријатија, јавните институции и општината е поголем од процентот на граѓани што ги има од ромска популација и турска популација. До Комисијата за заштита од дискриминација во изминатиот период од 5 години стигнале 350 представки, од нив се процесуирани 10% и во 28 случаи дискриминаторот постапил по укажувањата на Комисијата, но 2 случаи завршиле со судска пресуда. Една од нив е и пресудата на општина Делчево, поврзана со изградбата на пристапната патека во населбата Расадник како потреба на аутистично дете, па Делчево е првата и единствена општина осудена за дискриминација.